Ние се селиме на она што беше актуелно неделата на сестринството, која што започна од 5 мај, денот на акушерките, и траеше до вчера, 12 мај, денот на медицинските сестри. Од мојата лева страна топал поздрав за мојата денешна гостинка, медицинската сестра, едукатор Андроники Бибовска од Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте. Ви благодарам. Честитки одложно за денот на медицинските сестри, воедно до сите медицински сестри ширум земјава и низ светот, кои што се вистински ангели чувари не само вообичаено, туку и во време на пандемијата, и покажаа дека се кадар без кој ние не можеме да функционираме. Ви благодарам за мената и честа да бидам гостин во вашата емисија. И јас сакам да ја поздравам пред се болницата, клиничката болница Аџибадем Систина и колешките кои што работат во таа болница, меѓутоа и топол поздрав до сите колеги и колешки ширум Република Македонија по повод нашиот ден 12 мај, меѓународниот ден на медицинските сестри техничари. Меѓународниот совет на медицинските сестри, International Council of Nurses, секоја година со одредена тема праќа порака и поздрав до сестринството во светот. Оваа година таа порака е медицинските сестри, глас за водство. Инвестирајте во медицинските сестри и почитувајте ги правата за обезбедување на глобалното здравје, фокусирајќи се на потребата да се заштити, поддржи и инвестира во медицинската професија за зајакнување на здравствените системи ширум светот. Така е, одлична порака. Пред да ми кажете за тоа како е организирана работата на медицинските сестри во Аџибадем Систина и така натаму, бидејќи предпоставувам дека како прва болница специјализирана во нашава земја, приватна, имате одредени критериуми во кои толку многу добро функционират изминативе 20 на години. Сакам само да една статистика да споделиме заедно со нашите гледачи. Јас деновиве додека се подготвував за нашиот разговор, дојдов до информација дека во нашава земја во моментот има некаде помеѓу 7000 и 7300 медицински сестри, а искуствата покажуваат дека на 1 милион жители во земјава се неопходни токму толку околу од 7500 до 8000 медицински сестри, што значи дека ние имаме дефицит од повеќе од 50%. Дали овој факт кој што сите нас треба многу да не загрижува? Да, точно, пандемијата покажа дека бројот на медицинските сестри како е мал и дека бројот на медицински сестри треба да оди нагоре и нагоре. Нашата болница е организирана по хиерархиски систем на работа. Хиерархијата сочинува менаџерскиот тим на болницата, во која што спаѓа и медицинска сестра. Медицинска сестра на болницата е директен организатор, координатор и ја контролира работата на медицинските сестри и прави евалуација на нивната работа. Така да на тој начин имаме некако леснотија во искажувањата на нашите проблеми како медицински кадар, од проста причина што медицинска сестра се најдобро ќе го слушне гласот на сопствената колешка. Нашите колеги и колешки во болницата работат на сите оделенија, почнувајќи од амбуланските и хоспиталните оделенија, учествуваат во сите дијагностички процедури и постапки кои што се одвиваат во болницата. Организирани сме по оделенија и по оддели. Навистина е прекрасно да бидете дел од толку голем колектив. Бројот на медицински сестри во Систина е некаде околу 350 медицински сестри, меѓутоа тука работат и болничари, кои што се нашата секогаш лева и десна рака, ни помагаат во нашата работа. Типот на работа е таков да се пристапи мултидисциплинарно. Не можете да отделите ниту еден сегмент од медицинската работа да не ги вклучите сите во активностите. Така, пандемијата беше период непосакуван во кој што ние како обични граѓани воопшто не бевме спремни кон што ќе не насочи сите оние рестрикции, но верувам дека медицинските сестри најголемиот товар воопшто беше на нивниот грб. Како се снајдовте тука? Одлично се снајдовме. Првиот случај на пандемиски случај во нашата држава беше некаде прогласен во март месец 2020 година. Јас се сеќавам дека тогаш беше прогласена и вкупната пандемија и карантините се објавија во нашата држава. Ако првите случаи во светот почнаа некаде во јануари месец, мислевме дека тоа е некаде многу далеку, тоа е на некаде на другите континенти, никогаш нема да дојде на овие простори, дека нашите хигиенски навики се поголеми од оние во другите делови од светот, меѓутоа се излажавме многу брзо, пандемијата се прошири и како што видовте уфати целата земјина топка. Уште во месец февруари, пред да се објават сите овие стриктни карантински мерки, имавме итни состаноци. Нашата болница функционира хиерархиски веднаш. Се активираа сите
сите сектори во болницата со тоа што се зголеми нивото на заштита, на лична заштита опрема за медицинскиот персонал. Во нашата болница има одредени медицински сестри кои што обавуваат специфични работни места. Имаме медицинска сестра одговорна за превенција и контрола на инфекции. Јас мислам дека скоро втора година, секоја вечер добивавме брифинг од неа како тоа во светот се одвива, што е ново, кои се препораките на Светска здравствена организација, препораките на CDC. Многу брзо ги направивме промените во процедурите, стандардите за работа и се активиравме на сите полиња. Пандемијата беше едно интересно, меѓутоа страшно искуство за сите нас. Вие сте сведок дека кога светот застана, одредени професии меѓу кои и нашата не застана. Тоа двојно повеќе мораше да бидат активни. Да. Беше предизвик заради тоа што не знаевме точно со што се соочуваме, ние ден денес не знаеме точно што не очекува во иднина. Меѓутоа, одговорот на клиничка болница Аџибадем Систина беше пред сите други. Ги понудивме хотелите кои што се во собственост на Орка Холдинг, меѓутоа тука медицинските сестри први влета да се соочуваат со некои нови искуства, да се соочуваат со некој страв. Тоа се беше на волонтерска база. Со тоа сум многу горда. Да, на тие состаноци се бара волонтери кои што ќе работат, кои што ќе ги остава своите семејства и нема да знаат со што се соочат, меѓутоа на еден многу професионален начин одговори. Многу хумано, навистина многу хумано за секоја една ваша колешка која што без размислување влегла во заштита на човечките животи. Ајде да ги споменеме малку стандардите. Според кои стандарди работат медицинските сестри во Аџибадем Систина? Во недостаток на стандарди секаде во светот, пробувавме на почетокот на основањето на болницата да направиме високи стандарди за работа. Успешно се справуваат моите колешки со сите препишани начела за работа и ги спроведуваат активистите според стандардите. Меѓутоа, во 2015 година болницата го поткрена нивото на работа според протоколи и стандарди со добивањето на JCI акредитацијата за работа. Ова тело за акредитација ни овозможи да сознаеме дека најбитното нешто е безбедноста на пациентите, меѓутоа и безбедноста на вработените и на посетителите. Сите овие стандарди, пропишани протоколи според кои работиме, без исклучок на секој одел, не само медицинските лица, туку и оние лица кои што не се во медицинскиот дел на болницата, работат по точно пропишани патеки. На тој начин ги заштитуваме и пациентите, и посетителите, и нас самите. Браво. Како се одвива едукацијата и она неминовно професионално надградување на медицинските сестри? Едукацијата во Аџибадем Систина е специфична, таа е континуирана и е насочена кон сите сектори во однос на медицинскиот персонал. Во една толку голема комплексна болница, каде што имате најразлични профили на медицински сестри, техничари, акушерки. Во нашата болница работат и лаборанти, имаме и одредени специфични професии во кои што еден едукатор никогаш нема да може сам да овозможи нивна едукација, од проста причина што тоа се професии кои што се надоградуваат и требаат континуирани тренинзи со години. Тоа се кардиоперфузионистите. Една многу напорна работа која што бара едукација од 2-3 години. Тоа се сестрите од анестезија, инструментарките, сестрите кои што работат на интензивната нега и така натаму. Секогаш ги забораваме некако, меѓутоа тоа е темелот на болницата и од таму тргнува се, тоа е оделот за стерилизација. Од централната стерилизација тргнува се. Тие колеги и колешки немаат директен контакт со пациентите, меѓутоа преку нивните раце сите имаат контакт со секое подрачје кое што се однесува во однос на негата и лекувањето на пациентите. Тоа сакам да им укажам огромна поддршка на сите одговорни сестри во болницата, затоа што со нивна помош и со помош на сестрите тренери, кои што работат со новопримените колешки, многу брзо се, во текот на пандемијата посебно, тоа се покажа дека многу брзо знаевме да се адаптираме од еден сектор во друг сектор. Оформивме ковид центар, нешто што претходно никогаш не сме го работеле. Собравме сестри од сите одели, требаше да се научи нова апаратура, требаше да се научат нови постапки, да се изработат стандарди, така кажано во ОД. Колешките успешно секогаш реагираат на вакви нови предици. Имаме огромна помош од колегите доктори. Се разбира, во нашата болница, освен што работат тројца инфектолози, имаме и голем број на анестезиолози,
кој што ни помогна да ги пребродиме сите тешкоти во однос на лекувањето на пациентите. Едукацијата се одвива од првото место во болницата, па се одвива до излезот на пациентот од болница. Освен што се врши едукација на персоналот, самиот персонал врши едукација и на пациентите. На секој еден пациент треба да му објасните каде се наоѓа, што треба да очекува, какви ќе бидат неговите проблеми, какви компликации може да очекува. Мора да поделите совети на семејството. Ако имате еден пациент кој што е диабетичар, пациент кој што е во по-висока возраст, значи морате да внимавате секогаш да бидете на нивото на кое што ви е пациентот и на семејството. Сето тоа со едукација успешно го пребродува. Да. Само ќе направам една дигресија. Кога веќе зборуваме за она колку мораме да му објасниме и на самиот пациент, но и на семејствата кои што се секако загрижени за пациентот кој што престојува кај вас, колку беше тешко, специфично, емотивно она кога на пациентите за време на оној број кога имавме најголем број на починати во пандемијата пред година и половина, моравте да им објаснувате дека ни случајно не можат да придат, ниту да влезат, ниту да ги видат. Беше ли тоа едноставна постапка? Да, многу специфична постапка. Во болницата имаме строги правила во однос на сочувување на идентитетот на пациентите и никогаш медицинска сестра не сме да дава коментари околу здравјето на пациентите во однос на коментарите кон семејството. Во точно одредено време, нашите лекари им дава известувања на семејствата секојдневно, неколку пати во текот на денот ги известува за нивната состојба. Меѓутоа, знаете, самиот пациент, кога е во ковид центарот, сте вие заштитени со целата таа заштитна опрема на вас, пробувате преку сите тие заштитни средства на тие пациенти да им поделите насмевка и топол збор. Без разлика што сте маскирани. Добрата енергија, позитивата која што ја зрачат колешките во мојата болница и колегите, секогаш ги заборавам, таа е таа што на пациентот му дава храброст, му дава сила и му дава енергија дека се ќе биде во ред. Така, одлично. Како се врши промоција на упатството за клиничка ориентација на медицинските сестри? Ова е нешто ново и навистина ви благодарам што одвоивте време да го промовираме упатството за клиничка ориентација на медицински сестри. Нашата болница соработува со сите медицински сестри во нашата држава, меѓутоа имаме нова соработка со International Balkan University, каде што група на медицински сестри акушерки го почнуваат своето школување, ова е прва генерација. Видовме дека во нашата болница имаме огромен број на стандардни протоколи. Тие се во нашата библиотека која што имаме во електронска форма, може да ја читаат и да се усовршуваат, меѓутоа ни се покажа дека ни треба едно вакво упатство, каде што ќе ни бидат сублимирани сите тие процедури и протоколи, каде што ќе можат новопримените сестри и оние сестри со помало работно искуство да можат да ги видат сите тие теми на едно место. Ова е труд на сите медицински сестри, кој што е проверен од одделот за квалитет во нашата болница. Истовремено ќе се надоградува во онака како што ќе има потреба болницата да се надоградува. Морам да покажам дека сум многу благодарна на одделот за маркетинг кој што многу ни помогна на сестрите се тоа да го направиме онака како што треба. Ова е нешто што ќе ни користи во корпоративната ориентација на секоја новопримена сестра во болницата. Браво, секоја чест на вистина. Значи од година во година се подигаат стандардите и медицинските сестри стануваат нешто многу повеќе од она што биле во минатото. Јас знам дека многу медицински сестри поранешни, сегашни, а можеби и идни не гледаат во овој момент, бидејќи Алфа телевизија се гледа низ целата наша земја Македонија, но не гледаат низ целиот свет. Така да режија предлагам да им ги отвориме телефонските линии на гледачите кои што сакаат да им го честитаат денот на медицинските сестри, на акушерките предходно, кој што рековме помеѓу овие два денови меѓународни се славеше и се одбележуваше денот на неделата на сестринството. Знаеме дека да бидеш медицинска сестра, сестра Андроники, не е само професија, туку е и начин на живот. Јас сум сигурна дека вие сте медицински сестри откако ќе го соблечите мантилот и откако ќе си отидете дома, така? Да, советите кон нашите семејства, кон нашите најблиски, пријатели, роднини, другари, продолжува и после работното време. Горди сме што имаме таква професија. Јас зборувам од името на сите мои колешки, го знам нивното расположение и нивната енергија.
никогаш не се случило да побарам совет од колешка од било која установа во нашата земја да немам топол совет за Браво. било што. Секоја чест, навистина поклон до земја за вас и за сите ваши колешки. Ајде да чуеме кого имаме на линија. Добро утро. Добро утро. Повелете. Сега не знам, јас можда се слушам како оптимист, всички ќе ме слушните, ама ќе кажам нешто за сестринството. За сестринство, јас пред сум медицинска сестра со средно образование, како сега нас тие со високото што не нарекуваат болничарки. Значи сето тоа што го слушам од медицинската сестра, најверојатно има и високо образование, ние сме многу понижени со средното образование. Јас пред пензија сум, немам ни 25.000 денари и друго, ние сме многу и дури сум револтирана како влегуваат сестри со средно хемиско или друго и одат да полагаат и стануваат медицински добро, тоа нека во тоа не навлегувам, тоа е друга, тие што си ги примаат, тие нека му се мислат, а сакам да кажем дека ние сме на нива нитално. Тие што влегуваат сега се близко до чистачката, се извинувам, хигиеничарката, да речеме со минималната плата. А јас што сум се едуцирала, што сум се направила веќе професионална во мојата работа и сум одела и на едукација и се сум вложила во мојата професија, и јас сега сум и јас веќе близко до минималната плата, а овие со високото образование јас се многу од мене се со повисоки плати и тоа што ние стварно сме понижени. Еве, јавно го кажувам ова, и може и телефонски број и се во приватните мислам дека е подобро и имате вистина и стандарди и почитување, а ние во државното сме катастрофа. Значи, повторувам, катастрофално. Благодарам. Толку од мене пријатно. Ви благодарам многу, длабоко сочувствувам со тоа што го кажувате. Можеби е навистина во право нашата гледачка дека условите па и примањата во приватните болници се поиначе. Јас сум сестра која што потекнува од државното здравство, работев 12 години во државното здравство и знам кои се проблемите таму, кои се проблемите во приватниот сектор. Мој апел кон колешката и сите колешки во нашата држава, земете го примерот на Аџи Бадем Систина. Направете ги прво стандардите за работа, процедурите за работа, за да тргнеме од некаде. Ние требаше да тргнеме со мали чекори, па да стигнеме до она што се вели современо сестринство, меѓутоа тие чекори некако мора се поголеми да не биде, затоа што времето одминува, човештвото оди напред, современата технологија оди напред. Во Аџи Бадем Систина работат медицински сестри со различно медицинско образование, со средно, вишо и високо медицинско образование. Горда сум, но ние колешки кои што имаат и специјализации, имаме колешки кои што веќе имаат и докторати во одредени сфери кои се поврзани со нашата работа. Знам само едно, без едукација не можеме да постигнеме ништо. Платите се нешто за кое што се разговара на други теми, тоа е нешто што е надоградување и вреднување на нашиот труд. Ние сме на пазарот на трудот како медицински лица, меѓутоа на ниво на држава треба да се променат многу работи на подобро и јас сум како колешката оптимист. Јас имам 30 години стаж и знам дека можеме да бидеме многу подобри од тоа што сме во моментов. Верувам, да. И причината која што ја кажа вашата колешка дека навистина се незадоволни и навистина им влегуваме во позиција е тоа што многу млади луѓе заминуваат и многу медицински сестри па дури и во средни години заминуваат некаде во странство затоа што се подобро платени на пазарот на трудот. Имаме ние уште еден гледач ова утро. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро ви Бог дал. Така сакам да разговарам, да се јавам. И јас сум медицинска сестра, сум работела со 30 до 39 години стаж. Од 59 година до 95-та. Ми се случило сум до 3-та година да паднам да добијам потрес мозок, кај што бев целосно онеспособена. 3 месеци сум била отсутна од работа. Се пензионирав 95-та. До 9 и поред тоа што го имав потресот на мозокот, јас продолжив да лежурам по 24 часа
колешке, ако ме слушате, до 95, лека да отидам во пензија. Благодарение на доктор Таджар, на професор Димитар Димитров, сопругата, ми рече, сами да се чувате. Кога се од 90-та година почнах повполно слухот ми се намали. Тогаш беше намален, а од 90-та слух не слушам на десната страна. Продолжи да ветурам благодарение со апаратите што ми ги дадува. Али истото сакам да го кажам. Тие апарати ми помогнаа, али моето здравие не се подобри. Сестрата нема, што рече претходно една колешка, дека не ценат, точно е. Дали сам јас или друга некоја што седела покрај мене да ме замени, не. То нема да се случи кај сестрите. Затоа имат право да се пожалуват. И ден денес јас патам. Сега кога одам по улица, ако не се напиjem драмамин, взимам лекови благодарение на професор не Таджар, него од Загни, не можам да се сетам моментално, се губам. Благодарение на лековите B12 од 500 милиграма взимам елат за срце, све, јас го живеам живот. Еве сега се возбудих, оте ми е криво, со вртоглавиците ки дневно примам драмамине, секој ден. Тоа се купува, се приватно, ако добивам помош сега. Ние ви посакуваме добро здравје во остатокот од годините кои што се пред вас, да бидете подобра, да имате стабилно здравје, да се гордеете со тоа што бевте медицинска сестра, но состојбите, како што рековме, во државното здравство не се розови и токму заради тоа многу ваши помлади колешки заминуваат и бараат подобри услови за работа, дали во приватните болници или некаде во странство. Но за тоа ние би зборувале некој следен пат кога ќе отвориме таа тема за условите, за приликите, но и за неприликите. Имаме уште еден гледач, ајде да го чуеме и него, да видиме дали повторно имаме медицинска сестра на линија. Добро утро. Не е медицинска сестра, господјо, тука е еден граѓанин. Повелете. А медицинските сестри да не барат само да гледат материјалната страна. Таа медицинска сестра, додека да дојде до медицинска сестра, кој ја школувал? Дали самата се школувала, па сега барак поголеми пари. Таа преске ме заболе мене кога рече таа медицинска сестра што била чистачка. Дека таа чистачка ги врши сите работи, а медицинските сестри седат по фотелите. И не ги делат терапиите како што треба. Добро, ви благодарам многу за вашето јавување. Беше прекрасен да кажете нешто добро за луѓето кои ни го спасуваат животот, за луѓето кои што се ангели чувари. Беше ова недела на сестринството во која што ние денеска сакавме да проговориме за тоа колку важен кадар се медицинските сестри, а исто така важен кадар се хигиеничарките кои што пак се грижат за хигиената на болниците и на она во какви услови таму престојуваат пациентите. За жал, јас чинам дека нема да имаме ние многу време да вклучуваме и понатаму гледачи. На крајот само би ве прашала со какви предизвици се соочувате во текот на вашата професионална работа, со оглед на тоа што сте меѓу првите кога на пациентот му е влошена ситуацијата, кога вие треба да ги известите докторите, кажавте дека не сте вие тие кои што им соопштувате на семејствата во каква состојба се пациентите, но сте првите кои што констатирате, за жал, понекогаш и смрт. Колку успевате да се дистанцирате од нивните судбини и од сето она што на емотивен план го преживувате таму? Да, ги видовте емоциите на моите колешки медицински сестри. Еднаш медицинска сестра за секојаш медицинска сестра. Тоа е начинот на живот на нашата професија. Напорна е, стресна е, се трошиме со текот на годините, меѓутоа слично можам да зборувам само од моје име. Јас многу ја сакам оваа професија, живеам за оваа професија и знам дека секогаш сум посветена на оние луѓе на кои што треба да им подадеме рака. Дали ги познавам или не, сеедно е, некој на моето семејство во одредени моменти му подава рака. Тешко е да покажете со лик дека тој пациент
има огромни проблеми. Тешко е да се соочите со семејството кои што чекаат пред вратите, доволно е само да ви ги видат очите и знаат во каква состојба е нивниот близок. Меѓутоа, оној дел кој што е професионален мора да го задржите и да биде строго професионален. Сите оние емоции кои што ги задржуваме во нас излегуваат на виделина, меѓутоа топла препорака кон сите колешки, сите на различен начин го доживуваме стресот, најдете нешто кое што ќе може да ви го ослободи тој стрес. Дали преку спорт, дали преку цртање, преку пешачење, слушање на музика. Не сме сите исто социјални. Дружете се, бидете во друштво на позитивни луѓе, бидејќи оваа професија е проклето тешка. Да, исцрпувачка. Да. И не е само за еден Меѓутоа ден. благодарна, хумана и прекрасна. Да. Предпоставувам дека и кога повторно би бирале професија, исто би ја одбрале. Да. Која е пораката што на крај ќе ја упатиме и до светот, и до сите оние кои што мислат дека, а исто мислам и јас, дека не може секој да биде медицинска сестра, како што секој не може да биде лекар, но како да ги охрабриме оние кои што сакаат да ја одберат оваа професија, па макар и во македонски услови? Да, мотото на клиничката болница Аџибадем Систина е за животот се работи. Тоа ви кажува се. Здравието нема цена. Здравието е безценето, нешто без кое не можеме. Моја порака во неделата на медицинските сестри е да вложиме во сопственото здравје, да вложиме во превенцијата. Тука е клучот на успехот и на убавото и добро расположение. Ако вложите во сопственото здравје и ако успевате да им помогнете на сите околу вас да сватат колку е битно здравјето, тогаш ќе извршиле својата мисија како медицинско лице. Мојата порака е да бидеме пострекни, да го смениме стилот на живот кон пободро, да бидеме насмејани, едноставно да бидеме добри луѓе. Така е. Мене ми преостанува да ви се заблагодарам што бевте наша денешна гостинка, да посакам многу поздрави пациенти, да имаме во иднина пациенти кои што успешно ќе го завршат своето лекување со ваша поддршка и да зборуваме на некоја следна тема во некоја следна прилика. Благодарам многу за. Поздрав во целиот тим на Аџибадем Систина, како и до сите медицински сестри ширум светот кои што се вистински ангели чувари. Ми преостанува да се одјавам, да ви посакам убав предстоен викенд, ќе имаме деновиве на вистина вистински температури, не заборавајте да нанесувате заштитен UV фактор, бидејќи сонцето на вистина многу силно грее деновиве.